Вести на Канал 8. Добро вечер. Приклучувањето на источниот регион кон гасоводниот систем во државата се најавуваше дека ќе се реализира во рок од 3 години. Засега на тој план нема активности, а предвидувањата се гасоводните цевки за почеток да стигнат само до Штип, а остатокот од регионот да почека уште неколку години додека се вклучи во гасификацијата. Пред една година се најавуваше дека до крајот на 2015-та во источниот регион на Македонија треба да стигне првиот крак од гасоводниот систем, што ќе се гради во државата. Сепак, во плановите е предвидено цевките да се донесат само до Штип, пошто би требало да потечат и првите количини газ. Гасификацијата на овој дел од државата е постапка што започна со донесувањето на енергетската програма за Република Македонија, зашто во првата фаза беше изготвена физибилити студија за гасификација. Во втората фаза пак беа изработени главните проекти за изработка на гасоводниот систем во државата. Понатака третата фаза е спроведувањето на гасот до крајните потрошувачи. Затоа Министерството за транспорт и врски веќе спроведе јавна објава, набавка за изработка на студија за дистрибуција за цела Македонија. Што значи и овој крај влегува во глобалните планови, со тоа што морам да кажам дека прв предвиден правец кој ќе се развива гасовод во Македонија е правецот Клечевце Штип, кој е прв кој ќе се гради во наредниот период. Се планира во наредните 3 години да се направат сите основни подготовки, односно да се изработат проектите и да се изгради секундарната мрежа. Се планира во прв момент на гасоводниот систем да се приклучат јавни објекти во општината Штип. Остатокот од источниот регион, вклучително и Кочани, ќе почека уште неколку години. Експертите велат дека бенефит од гасификацијата ќе имаат сите оние кои ќе влезат во мрежата. Со таков еден енергент, Македонија прави диверзификација во однос на снабдувањето со енергија. Не зависиме само со една форма, одеднаш ќе имаме две. Тој би рекле благороден газ, во смисол на тоа што при неговото ползување се заштитува околината во споредба со другите вакви извори на енергија кои што се потребни. Третата негова предност е што со него се овозможува да се применат такви посовремени технологии кои што инаку со другите горива не би биле можно да се применат. Студијата за дистрибуција на газ предвидува до 2025 година Македонија целосно да се гасифицира. Сепак, според експертите, тоа е процес што нема да заврши, бидејќи постојано ќе има нови објекти што ќе се приклучуваат на гасификационата мрежа. Локалната самоуправа официјално ги објави местата на кои учесниците во предстојните избори ќе можат да го истакнуваат рекламниот материјал. Според информациите од таму, засега нема промени ниту во условите, ниту во локациите, каде без надоместок ќе се лепат изборните плакати. Партиите и предлагачите на листи за предстојните избори ќе можат бесплатно да ги користат вообичаените места за истакнување пропаганден материјал. Во локалната самоуправа велат дека локациите се добро познати, бидејќи се користат веќе неколку изборни циклуси наназад. Утврдени се со одлука на Советот на општина Кочани уште во јуни 2006 година и учесниците во изборите можат да ги користат без надоместок. Според одлуката, изборни плакати можат да се истакнуваат на оградните ѕидови на улицата 4 Македонска бригада на излезот кон Штип и на улицата Тодосија Паунов на потегот што води кон населбата Оризари, како и на подпорниот ѕид на истата улица. Исто така можат да се користат рекламните паноа што се разместени во централното градско подрачје, кај некогашниот хотел Центар, во Стришани кај пазарчето и кај автобуската станица. Во населените места во општината изборните плакати ќе можат да се поставуваат на вообичаените места за соопштенија и известување на граѓаните. Пропагандниот материјал може да се истакнува и на стамбени или други објекти, но со претходна согласност од сопственикот. Право на користење на местата за истакнување изборни плакати, учесниците во изборите стекнуваат ако од надлежната изборна комисија имаат потврдено кандидатски листи. Редоследот на истакнување на пропагандниот материјал на организаторите на изборната кампања ќе биде определен по пат на ждрепка, што ќе ја спроведе општинската администрација. Оделенијата кардиологија, гинекологија, физикална медицина и анестезиологија наскоро ќе добијат современи нови апарати за точно диагностицирање на болестите. Кардиолошкото ехо, кое е порачано и се очекува да стигне за неполни 2 месеци, за прв пат се донесува во јавното здравство.
Општата болница во Кочани полека но сигурно се доопремува со современи апарати. Кардиолошко ехо и 2 современи 12-канални ЕКГ апарати за потребите на интерното оделение, ЦТГ апарат, нов акушерски стол за гинекологија, монитор со капнограф за потребите на анестезиолошката служба, 2 нови апарати за физикална медицина. Во јавното здравство за прв пат се донесува такво кардиолошко ехо кое е набавено за потребите на интерното оделение, рече директорот на болницата Дејан Апостоловски. Освен апаратите, се збогатува и возниот парк на болницата за уште едно комплетно опремено ново санитетско возило. Со него болницата ќе располага со нови 3 санитетски возила. Едното е донација, а останатите 2 се набавени од сопствени средства. Новото возило чини 1 милион денари. Се работи и на замена на 28-те прозорци од северната страна на зградата со нови ПВЦ. Апаратите кои се очекува да стигнат за неполни 2 месеци се порачани од сопствени средства на болницата и чинат околу 3 милиони денари. Вкупната инвестиција на апаратите и возилото е 4 милиони денари. Набавка на толку апарати за кратко време одамна немало во Кочанската болница. Пред само 1 месец болницата набави нови апарати за испитување остеопороза, колкови на бебиња и апаратна лабораторија. Стартуваше изградбата на атмосферска канализација во Виница. Уредувањето на улицата 2008 го чекаат 13 на стопанственици кои ќе градат објекти за мало стопанство во овој дел од општината. Започнаа градежните зафати за изградба на атмосферска канализација на улицата 2008 во индустриската зона во Урбан блок 12 во општина Виница. Активностите ги врши градежното друштво Изградба, а започнуваат од овде заради континуитет во комплетна изградба на улицата 2008, каде уличното осветлување е веќе поставено. Со атмосферската канализација веднаш започнува и асфалтирање и уредување со тротоари на истата. Уредувањето на оваа улица го чекаат 13 на стопанственици, кои ќе градат објекти за мало стопанство во овој дел од Виница. Покрај овде, атмосферска канализација ќе се гради и на улиците Браќа Миладинови и Илинденска, кои се најризични при обилни врнежи од дожд. Проектот за изградба на атмосферска канализација општина Виница го реализира со кредит од Светска банка во висина од 37 милиони денари или околу 600.000 евра. Согласно подпишаниот договор, изведувачот изградба Доел Струмица, планираните активности треба да ги заврши во рок од 6 месеци. Реквизитите во детските игралишта често се мета на вандалско однесување и оштетување. Граѓаните реагираат дека состојбата во која се наоѓаат може да биде опасна за безбедноста на децата, а од општината најавија санирање на оштетувањата до денот на пролета. Скоро кај сите детски игралишта во општина Кочани има оштетување на реквизитите, а кај некои недостасуваат и делови. Состојбата во која се наоѓаат представува потенцијална опасност за безбедноста на децата, без оглед дали оштетувањата се резултат на вандалско однесување или дотраеност на материјалот. Реагирањата на граѓаните се оправдани, посебно барањата реквизитите да се поправат, а да се уреди и околината на детските игралишта. На едно од последните седници на Советот, лошата слика на игралиштата ја регистрирале и советниците, поради што реагираа до локалната власт. Повеќе детски игралишта има во општина Кочани, меѓутоа сме сведоци дека повеќе од тие игралишта, реквизитите кои што се наоѓаат таму се уништени. Мене ме интересира кој е одговорен за одржувањето на овие детски игралишта, затоа што конкретно сама воочив една слика во центарот на градот, малото детско игралиште што се наоѓа одма до домот на културата. Еден од реквизитите е до тај степен уништен што мислам дека во секој момент може да го загрози било кое детенце кое што ќе се игра таму. Оправдано е барањето да се интервенира на детските игралишта, посебно деновиве кога сонцето и невообичаено високите дневни температури овозможуваат повеќе сограѓани со своите најмали да ги посетат игралиштата. Од локалната самоуправа рекоа дека се запознати со состојбата во која се наоѓаат реквизитите и ветија нивна поправка. Поправките ќе бидат извршени, ќе бидат направени. Ако се помали ги правиме или сами или со комуналното предпријатие Водовод, колку се поголеми распишуваме тендери, меѓутоа како што има информации помали се и за денот на пролетта ги обновуваме сите тие 9 имаме такви игралишта во градот Кочани. Освен во централното градско подрачје во близина на Центарот за култура, каде има 2 детски игралишта, оштетување на реквизитите е забележено и на другите локации. Граѓаните се пожалија дека кај некои од нив недостасуваат метални делови или пак реквизитите комплетно се однесени.
Ден пред 13-та седница на Советот на општина Виница одржани комисиите за урбанизам и финансирање, буџет и локален економски развој. Седницата е закажана за петок. Поминаа сите точки од двете седници на комисиите одржани пред 13-та редовна седница на Советот на општина Виница. На седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на дневен ред беше предлог одлуката за усогласување на насловот на планот, планскиот период и планскиот опфат од водена постапка за изработка и донесување на измена и дополна на генералниот урбанистички план на Виница. Извештај за безбедноста на водата во село Истибања и село Лески. Барање од јавното претпријатие Солидарност за преотстапување на деловна просторија. На седницата на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на дневен ред беше годишниот извештај на општина Виница за 2013 година, кој се состои од предлог завршна сметка на буџетот на општина Виница за минатата година, извештајот за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските дотации и самофинансирачките активности на единките корисници за 2013 година и предлог одлуката за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на ЕЛЗ Виница за 2014 година. 13-та редовна седница на Советот на општина Виница е в петок со почеток во 11 часот. Аспекти Исток организира промотивна работилница за промоција и унапредување на менталното здравје кај населението. Работилницата е промотивна и ќе се одражи во Кочани и Виница. Центарот за креативен развој, обука и психотерапија Аспекти Исток, освен со промоција и унапредување на менталното здравје кај населението, спроведува и работилници за лица постари од 18 години. Работилницата е промотивна и бесплатна. Планирана да се одржи в петок 14 март во Кочани и сабота 15 март во Виница. Целта на работилниците е духовен раст и развој, истражување на внатрешните психички процеси, истражување на мислите, чувствата, соништата, сето она што е поврзано со психичкиот живот на човекот и на крајот на некој начин сознавање на психичкото функционирање. Целта на работилницата е заинтересираните да се запознаат со начинот на работа во Центарот за креативен развој, обука и психотерапија Аспекти Исток. Применуваме гешталт техники на работа со кои што ние ги истражуваме тие внатрешни психички процеси и состојби, а во сабота имаме уште една работилница, тоа е работилницата во Виница, во 16:30 часот, исто така и во петокот е во 16:30 часот, меѓутоа во петокот е во просториите на Аспекти Исток во Кочани, додека во Виница е во просториите на едукативниот клуб ВИК во Виница. Значи, уште еден апел за сите оние кои што сакаат, кои што се заинтересирани да дознаат нешто повеќе за себе си, за начинот на своето психичко функционирање, за начинот на создавање на стресни ситуации, за начинот на разрешување на одредени стресни и конфликтни ситуации, слободно можат да дојдат и да видат како тоа се работи. Аспекти Исток започнаа да работи во мај минатата година. Во него, заинтересираните лица можат да добијат палета на услуги за развивање на сопствените духовни и психички потенцијали, како и стекнување вештини за поефикасно живење и личен раст и развој. Забранетите интимни зони на телото на жената, сексуални искуства, хетеросексуалноста и лесбејството, представени пред виничани. Тања Кочовска, Весна Петрушевска и Ирена Ристик во представата Монолозите на трите вагини зборуваа за својата интима. Провокативни, безобразни, а во исто време и длабоко емотивни. Тања Кочовска, Весна Петрушевска и Ирена Ристик, три високопрофесионални дами на сцената во Виница ги разбиваа и најскриените табуа во женската интима. Повеќе од 60 на минути зборуваа за својата интима, за забранетите интимни зони на телото на жената, за првите сексуални искуства, мајчинството, хетеросексуалноста, лесбејството, понижувањата. Според режисерот Нела Витошевиќ, представата Монолозите на трите вагини го отвора женското прашање и истата е збир од монолози на жени од различни социјални слоеви кои зборуваат за сопствените искуства, а пораката која допре до публиката е повеќе од јасна. Провокативниот наслов на представата ја преполни салата во Виница. Покрај виничани имаше гости кои дојдоа и од соседните општини,
А после Скопје, Виница е првата општина во која Домот на културата Тошо Арсов понуди едно несекојдневно и возбудливо задоволство за своите сограѓани. Следуваат спортските информации. Спортските клубови и организации од Кучани можат да аплицираат за грант од програмата Еразмус+. Невладината Павел Шатев упати повик. Таа веќе помогна формирање на женски ракометен клуб во општината. Од неодамна започна да работи ракометен клуб во склоп на Основното училиште Никола Карев. Инспиратор и идеен творец на неговото формирање е волонтерката на Павел Шатев, Гертруда Коима од Естонија. Немаше женски ракометен клуб во Кучани, па го формиравме клубот заедно со наставниот кадар на почетокот на октомври. Кога почнавме, девојчињата немаа големи познавања од ракометната игра, но сега сум навистина горда на нив. Павел Шатев ги информира спортските клубови дека можат да ги искористат можностите да аплицираат за средства од европските фондови. Дека ние како Сдружение Павел Шатев им стоиме на располагање да ги искористат можностите што ги нудат европските фондови за аплицирање за проекти со кои ќе се унапредува спортот во нашиот град. Значи секој спортски клуб, дали тоа ќе биде фудбалски, ракометен, пинг-понг клуб, навивачките групи исто така, тука спаѓаат и значи здруженија на судии, здруженија на спортски новинари доколку има во нашиот град. Значи сите тие кои имаат регистрирано правно лице, невладина организација, здружение на граѓани во централен регистар под шифра како спортско здружение, да се јават кај нас за да им помогнеме да аплицираат за фондови од Европската Унија. Со програмата Еразмус Плюс 2014 на клубовите и спортските организации на располагање им стои можноста да аплицираат за грантови до 2 милиони евра. Од организацијата упатија апел. Значи сите заинтересирани со документ тековна состојба од Централен регистар можат да дојдат во нашата канцеларија која се наоѓа кај Основното училиште Раде Кратовче во Кочани спроти џамијата и да ме побараат таму. Значи не се потребни врски, не се потребни лобирања. Дојдете лично, ќе поразговараме, ќе ви објаснеме кои се можностите кои ги нуди Европската, ќе ви помогнеме да напишете проект, ќе ви помогнеме да најдете партнери. Треба само желба од ваша страна. Во рамки на организацијата Павел Шатев, во Кочани во моментов престојуваат волонтери од повеќе европски земји. Страшо Пинџур е победник на општинските надпревари во ракомет за основки. Завршницата се одржа во спортската сала во Облешево. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.